Во овој контекст и често пати умеете да кажете дека чувствувате вие како политичка партија и како претседател на политичка партија Демократи своевиден медиумски мрак. Освен ние и уште некои така медиуми немате некоја покана токму заради ова што го говорите. Што се случува со нашето судство? Беше пуштен Јаховски на свадба, доди во Турција, дали е ова некоја комедија, дали се спрема некоја представа, доди со пасошот во друга држава, во Турција, на свадба. Човек обвинен за отровен мазут. Па ништо посебно не се случува, суството понатаму се продолжува да има доверба -0, не може повеќе по -0 да биде. Има тешки криминалци помеѓу судите, јавното обвинителство и во полиција се разбира, но има и квалитетни суди, јавни обвинители и полиција, кои што јас секојаш ги повикувам да се дигнат и да зборуваат како јас што зборувам како демократи и како народ. Да ги кажат сите овие корумпирани колеги, суди, јавни обвинители. Бидејќи јас ако сум судија, во кој да било суд, јас ќе ги кажам. Бре, овие луѓе проверете. Се занимаваат со ова, по име и презиме. Ако имам, се разбира, докази цврсто, ако немам, пак ќе кажам. Луѓе постои во судо наш толку и толку многу криминал, во полиција постои. Не е битно дали си начелник, дали си заменик начелник, дали си полицаец. Бре, луѓе, бидете со народот. Вие поштени суди, полицајци и јавни обвинители. Доста изигрувате невини луѓе, као ние сме добри, не се занимаваме со криминал. Станете еднаш да промениме, дигнете го гласо. Дојдете, приклучете се во Демократи, приклучете се во Отпоро, што викам, во фронтот за спас на Македонија. Гласајте на избори, зборувајте со луѓето. Ја знам дека е све корумпирано и тешко е да се работи, но не смееме да се плашиме од никого. И граѓаните исто. Престанете да гласате вие што гласате за овие криминални структури. Па тие крвта ни ја испија, бе. А ни ги уништија фамилите, ни избркаја децата. Што сакате, не сметаат ретардирани, бре. Затоа што вика, види што му правиме нови луѓе, пак тие гласат за нас. Во државната лотарија, еве кога сме веќе кај криминалот, имаше индикации за голем сторен криминал, но Артан Груби сите знаеме како заврши, пребега со директорот Прпарим. Дали гледате некаков можен епилог на овој случај или можеби како што велат се роди гуштец, се тресеше гората. Се тресеше гората, се роди гуштец. Господине Трајче, една работа треба да знаеме. Премиеро Мицковски избега пред многу години, има азил. Премиерот Никола Груевски. Извини, Мицковски, се извинувам. Никола Груевски избега, има азил во Унгарија. Никој ни зборува, ни сака да го врати. Артан Груби исто избега. Избега и други функционери. И Ковачевски. И Ковачевски се разбира, кој што беше директор на ЕСМА, на електраните на Македонија и така натаму. И други луѓе имат избегано. За мене, не, тие сите се пуштени. Пуштени да избегат. Бидејќи тие кога крадат, сами не крадат. Значи, тука се поврзани и од други политички структури и партии, луѓе. Значи, делат пари секогаш. Пример, ако некој велиме, еве, сега конкретниот случај во Чаир, дивоградби се легализираат, па сигурно и за, само да спомнам, и за други места, и земаат многу пари. Се работи за милиони евра. За некој да му на огромна зграда да му легализираш, ако си градоначалник или нешто друго, па за 5, 10, 50 евра нема да му легализира. Се работи за огромна сума. Што мислите вие, владата кој што е на власт, ова или претходната? Не го знае ова? Не го знае ова. И ќе му дозволи стварно на некој гостивар, Битола, Чаир, Драчево, не е битно каде, Велес, тој да прави пари, а
ова власт и тие главните во што се и во полиција и во судо ништо да не прават. Ма луѓе, тоа е све корумпирано, све е поврзано. Се овие луѓе пуштени и затоа не ги ни бркаат и ги забораваат. Но ние велиме како демократи, јас како човек. Ако сакаме, ако народо размисли малце подлабоко и престане да гласа за овие криминални структури и почне да гласа за демократи, ние кои ќе дојдеме да ја менаџираме државата, све ќе вратиме живо диво. А не да се крие некој во Чиле, ако сака нека се крие не знам каде во некоја, не знам која држава, не знам каква држава, колку и да е моќна, ние ќе ја вратиме со сила. Е така. Само така може закона. Нека знаат во Македонија која демократи ќе менаџираат со државата, дека овде ќе се работи и на чесен начин ќе се заработува и така државата ќе ни оди напред. Криминалот и криминалците поготово нека му мислат. Не гледате искрена желба кај нашата моментална власт да ги врати овие луѓе или мислите дека чека да се заборави? По ова власт некој дове ги има пуштен Актан, груби пример, сега додека ова власт. Па видете, има одредена структура во власта која што е криминална. Не тука да не се занесваме. Во секоја структура, во секоја власт во последните 35 години има по некој криминалец. Не мора сите да се криминалци. Доволно еден, двајца, тројца. Ама тие другите, како што реков за судите, јавните обвинители, полицијата, кои што се честни, и во влада тако има честни, тие треба да се борат против овие криминалци, ако веќе не се толку. Но јас, за жал, морам да констатирам, повеќето се криминалци во повеќето влади и установи и така, зато ние пропаѓаме. Вие добро види, морам да признам економијата. А сте живееле во Америка долги години. Нашиот премиер вели дека сме четврта европска сила според економијата. Дали мислите дека ова е вистина, дали заради тоа што знаеме сите што се случува моментално во нашата држава, дали едно со едно впрочем не иде, но што мислите вие, дали има некаква вистина? Па, прво нема вистина во тоа. Ние никогаш досега не сме биле во развој во Европа четврти рангирани. Да, ние сме позади четврти, пред нас е само Молдовија, Босна и Херцеговина и Косово. Позади, мислам, ние сме пред нив. Може така бројано? Значи, да, не, веројатно премиерот бил пијан и бидејќи не знам колку пие точно, ама веројатно бил пијан, па затоа го кажал, абе премиера, нема што да кажеш, па само лупеташ по телевизија. Абе земи води ја државата како што треба, бе те молам. Кој да дојде све ништи. Каква е вашата прогноза за локалните избори? ВМРО ДПМН прогнозира дека ќе победи несомнено, СДСМ молчи, СДСМ вели дека не е баш тоа така, но другите молчат. Другите политички партии. Дали мислите дека моментално е рано за да се почне со некаква кампања, не знам, или зошто молчат? Види, секоја партија си има своја пиар агенција или самите тие Тактика. трубат тактика, како во конкретниот случај, да помне мисли дека се супер моќни. Да, супер се моќни да контролираат Македонија, да чуваат под окупација, да плачкаат сек дека што можат преку тендери и така натаму, и да вработуваат своји партиски послушници, а другите луѓе нека умираат, нека страдаат или нека бегаат во странство. Значи тоа ДПМН го прави и се фали дека наводно сите градоначалници во 81 општина ќе ги освоеле. Ни ќе ги освојат 80, во 81 не ништо, но тоа не е битно. Те има доволно број на градоначалници и власта ја држат на централно ниво, па година дена помина, ништо нема добро направено за Македонија. Премиерот зема кредит и 250 милиони евра му доделува на градоначалниците за некакви си проекти, патчина, тротоарчина и некоја градинка, за да ги подкрепи неспособните повеќето градоначалници од ДПМН
и советници. Значи ние точно знаеме, јас сум роден во Битола, живеам во Битола, живеаме во Скопје, живеам низ цела Македонија, просто кажано, бидејќи се движам. Сите градови, сите општини не се уништени. Негде ќе се направи еден кружен тек, некоја улица, одредена група на луѓе паѓаат во транс. А луѓето не само на месечина што отидоа, туку неверојатни технологии, имаат своји фирми, градат фабрики и произведуваат се и се што од најсовремени лекови до авиони, до коли и така натаму. А ние се фалиме со кружни текови, дека еве во Битола, ќе кажам конкретниот случај или за Скопје, имаме 10 општини, јас одам, гледам, снимаме и ќе снимаме понатаму, да види народот во сите градови, во сите општини, ако успееме сите да ги покриеме, но тоа не е најбитно, доволно да покриеме доволно општини од секој регион во Македонија да видат колку овие градоначалници ја уништија Македонија. И овие 250 милиони евра што владата и Мицко ги дава, тоа е плачка од народот. Тоа е кредит земан, ние треба како народ, граѓаните да плаќаме нашите деца и внуци, кој знае колку години, и земаат кредити и да плаќаат други кредити што се земени од порано, но конкретниот случај со градоначалниците и советниците неспособните, дали од СДС, ДПМН, и од други партии, тоа све се катастрофа, ги имаат уништено градовите. Градовите веќе ни стануваат во одредени места, како Источна Македонија, Битола и други места, и Западна Тетово, Гостивар, Ракичево, тие не се градови повеќе, духови се. Значи, како ќе одиш таму, све тоа мртвило човече. Чекаме во Битола да е убаво времето, па да излези народ на широк сокат. И истите луѓе ни се вртат, се разбира, во кафичите, кои што имаат малце поќе пари, и ние приказната она Грција соди. Па кој оди во Грција? Кој може да оди во Грција? Со кола, додиш Грција да потрошиш 2000 евра за 10 дена. Која може фамилија да потроши која зема плата од 24.300? И приказната, еве народот има пари, оди која Грција купува коле. Не е тоа точно дека народот има пари. Тоа 10, 15, 20% од народот тоа го прават. Другите сите си седиме дома, бре. Не можеме да си купиме ни патике, веќе ги скиниме ако се движиме многу. И ако не беа турските серии кои што јас ги сметам не утупуваат, нема ние со што друго да се занимаваме, затоа ни продаваат такви приказни лимонади што ги вика.